Благодаря. Царю Небесний, утішителю Духу навести на такой си на всякаде все изпълнуваш, ризница на добрите животодавче, дойди всели се у нас, очистен от всякаква нечистота и спаси ги благи нашите души. Слава на Бога по висините на земята, мир и добра воля. Царю Небесний, утешител Духу навести на такой си на всякаде все изпълнуваш, ризница на добрите животодавче, дойди всели се у нас, очистен от всякаква нечистота и спаси ги благи нашите души. Слава на Бога по висините на земята, мир и добра воля. Царю Небесный, утешител Дух на вистината, кой се насекъде се изпълнуваш, ризница на добрите животодавче, дойди всели се у нас, очистен от всякаква нечистота и спаси ги благи нашите души. Господи, устните моя, отвори ги моята уста, Тя възвестна Твоята слава. Боже, очисти ме негрешно и Ти помилуй ме. Боже, очисти ме негрешно и Ти помилуй ме. Боже, очисти ме негрешно и помилуй ме. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух. Поздраво сега секогаш и во сите векови. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть попрал, Иисус во гробе живот даровал. Христос воскресна от мъртвите, со смъртта победи и на оние во гробовите живот им даде. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть попрал. Иисус во гробе живот даровал. Во мир да се помолиме на Господа. За мир от висините и за спасението на нашите души, да се помолиме на Господа. За мир от целиот свет, за благосостојба на светите Божи цркви и соединување на сите
kakva skrb ne bi opasnost, da se pomolime na Gospoda. Presvetata, prečista, preblagoslovena, slavna Vladečica naša Bogorodice, Sekogаш Deva Marija, otkako ja spomnahme susite sveti, samite sebe i drugi si od na život, na Hrista Boga da mu ga predademe. Господе Боже наш, чия що власть е неизкажлива и славата недостижна, чия що милост е неизмерна и човеколюбието неизречено, самиот ти, Владико, според Твоето милосърдие погледни на нас и на овој свет храм и покажи ги на нас и на овие што се молат со нас Твоите богати милости и Твоите щедрости, зашто Тебе ти прилега секва слава, чест и поклонување. На Отца и Сина и Светиот до сега секогаш и во вечни векови. Zaštiti, spasi, pomiluj, zapazi, ni Bože, со Твоята благодат. Пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица, Секогаш Дева Марија, самите себе да други си од наш живот, на Христа Бога да му го предадеме. Зашто Твоја власта, Твое царството и силата и славата на Отца, Сина и Светиот Дух, постојано сега секогаш и во сите векови.
Христа преблагословена, славна владичица наша, Богородица и Всепогождава Мария, самите себе да не други си от свой живот, на Христа Бога да му го предадеме. Zašto si blagi čovekoljubec Bog, i Tebe slava Ti вознесуваме Отца, Сина и Свети Дух, постано сега секогаш и во сите векови. Мироносица мъжена при гробие престав, ангел вопияше, мира мертви отприлична, Христос же истине явиција чужд. Навоситил те воскресе Господ, подай мирови, велию милост. Благословен е входот на сите Твои свети, постојано сега секогаш и во сите векови. Амин. Подај мирови, велию милост. Премудрост, проси, поклоним се и припадем ко Христу, спасение силе Божий, воскресе из мертвых, поющая Ты. Аллилуйя. Како равни понарод на апостолите и учители на словенските страни, Богомудри Кириле и Методий, молете го Господарот на вселената, да ги утврди сите словенски народи во православие единомислие, да го смири светот и да ги спаси душите наши. Си упатил народите кон верата Божија, со делата си се истина предлажене, кон божествен и блажен живот, со чудеса си ги просветил они, што пристапуваат верен
i bezbrojno to nizijsko množestvo verata si govoril, taka i nas od tvojite molitve izbavine od iskušenja. Jako pleni slobode,
Von me birna si te. I duhovi tvojemu, prokune glas šesti, spasi ti, Gospodi, budjeto tvoje, blagoslovi blagoslovenstvo tvoje, kom tebe, Gospodi, prima, silo moja, ne vidim bezčusten sprema mene. Pремудрост. Od delata svetite apostoli čitenje. Von me. Bo oni je mi, koga učenicite, se namnožija, se listite, se pobudija, protiv se rejte, neka priste kod vjernog deljenja hrana, ne bile prigleduvani, ničite dobiši. Toga, 12. Što to svika celotno mnoštvo učenici, rekao, ne dobro nije da to ostavljene Slovo Božje i da se bližnje okolo srđevite. Zato, brajte, izberete jedni dva, Petrovina, četiri ljudje, i spomnete što Duh Sveti i mudrost, što će ih postavljene na ta služba, a nije postojano, će trebivane obovjetna i služba poslovna sloboda. Ovo je predlog mu se svide na cijel narod, pa i Izra, Stefana, čovjek ispunenskog vera, i Duh Sveti, i Filipa, i Prokora, i Nikadora, i Timona, i Bavena, i Nikolaja, i Goete od Antiokija. Mir ti predstavlja pred apostolite, a ovdje što se pomolija, i položija razrede nad njim, i taka Slovo Božje raseći brojevna učenici po Jerusalem se zgodem uvaše, i golemo mlodzinstvo na sveštenici se pokorova na verata. Mir na tebe što mi čitaše. Премудрост, простум да го изслушаме светото Евангелие, мире нас и таз. Ке се читат од светото Евангелие на светиот апостол и евангелист Марко. Да внимаваме. Во она време дојде Јосиф од Ариматеја, угледен синедрионец, кој што и самиот го очекуваше царството Божио, се осмели и влезе при Пилата и го помоли за телото Исусово. Пилат се зачуди дека он веќе умрел и го повика стотникот го праша, зар веќе умрел? Па штом узнат стотникот му го даде телото на Јосифа, а Јосиф купи плаштаница, го симна и го обви во плаштаницата и го положи во гроб, што беше вглабен во карпа, и навали камен на гробната врата. А Марија Магдалина и Марија Јосиева гледа каде го полагат. Штом мина саботата, Марија Магдалина, Марија Јаковова и Саломе
trgne kamenot od vratata na grobot. I koga pogleda videa дека каменот е оттргнат, а тој беше многу голем. Што влева во гробот видоа еден млад човек, облечен во бели алишта, како седи од десната страна и се уплашија. А тој им рече: не бојте се, вие го барате Исуса Назарецот, распнатиот. Он воскресна, не е овде. Еве го местото каде што го положија. Но одете кажете им на учениците негови, на Петра, дека он пред вас ќе отиде во Галилеја. Таму ќе го видите, како што ви беше рекол. Па што ми излегоа, побегна од гробот, зашто ги опфати страф и ужас, и никому ништо не рекоа, бидејќи се речеме сите со сета душа и со сите помисли, да речеме и да се помолиме. Господи, Вседржителу Боже на нашите татковци, Ти се молиме, послушај ме и помилувај ме. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Уште се молиме, помилуј не Боже според Твојата голема милост. Ти се молиме, послушај ме и помилувај ме. Уште се молиме за благочестивиот православен народ наш, за неговата власт, победа, обстојување, мир, здравје и спасение. И Господ нашиот Бог да му помага во се и да покори подносите негови, секаков непријател и противник. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Уште се молиме за високо преосвещениот митрополит Деварско-Кичевски администратор Австралиско-Сиднејски Тимотеј, за честното свештенство, преподобното монарство, Христовото ѓаконство, за сиот вплив и за сите луѓе. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Уште се молиме за блажените секога спомнувани создатели, спомагатели на овој свет храм и за сите православни порано покојани отци и браќа наши, кои почиваат овде и насекаде во православните земји. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Уште се молиме за милост, живот, здравје, спасение, посетување, прошка и разрешување на гревовите на Божите слуги, носите благочестиви, православни христијани кои живеат во
milostivý, čovekoljubiv Bog, i Tebe slava Ti voznesu, amen, Oca, Sina i Svetog Duh. Postojano сега секогаш и во сите векови. Пак и пак во мир да се помолиме на Господа. Zaštiti, spasi, pomilуj, запази ни Боже со Твојата благодат. Премудрост, та секогаш пазени под Твојата власт, Тебе слава Ти вознесуваме на Отца, Сина и Светиот Дух. Постојано сега секогаш и во сите векови. Никој не е достоен од оние кои што се врзале со телесни походи, сласти да приоѓа, или да ти се приближи, или да ти служи Тебе, Цару на славата. Зашто да ти се служи Тебе, велико и страшно за самите небесни сили, но сепак поради Твоето неискажливо и безмено човеколюбие, непроменливо, неизменливо си бил човек и архиерей си ни бил, и како владика на сите си ни го предал свещенодействието на ова литургиска и безкрвна жртва, зашто единствен Ти, Господи Боже наш, владаеш со небесните и земите, кој си носен на Херувимски престол, кој си Господ на Серафимите и Цар на Израилот, кој единствен си свети со светиите почиваш, затоа Тебе, единиот благ, благопослушнив те молам, погледни на мене грешниот и непотребен Твој слуга и очисти ја мојата душа, и срцето лукава совест и оспособи ме со силата на Твојот свет дух, облечен во благодата на свештено действо да застанам пред ова света трпеза и да го свештено действам Твоето свето и пречисто тело и честна крв, зашто кон Тебе приоѓам приклонувајќи ја својата глава и Ти се молам да не го отвратиш Твоето лице од мене, ниту да ме отфрлиш од Твоите чеда, но удостој ме преку мене грешниот и недостоен Твој слуга да бида приносени овие дарови, зашто Ти се оној кој што принесува и се принесува, и кој се прима и се раздава, Христе Боже наш, и Тебе слава Ти вознесуваме со безпочетниот Твој Отец, со пресветиот благиот и животворниот Твој Дух, постојано сега секогаш и во вечни векови. Амин.
сите векови. Високопреосвещениот митрополит Девалско-Кичевски и администратор Австралийско-Сиднейски Тимотей, честното свещенство, преподобното монаштво, Христото дяконство и си освещенички, свещено-монашки, свещено-дяконски чин, да възполни Господ Бог во царството Своje, постоянно сега секогаш и во сите векови. За душевно и телесно здравие и спасение, да помяне Господ Бог во царството своите чеда, протопресвитера Ивана с домом и щадом, Роберт, Мерия, Нита, Зорица, Филип, Мартин, Мина, Матея, Викентие, Климе, Гордана, Даниела, спомни ги Господи за здравие и спасение Твоите чеда, Пеце, Стоян, Вите, Валентина, Джайни, Софи, Лилин, спомни ги Господи за здравие и спасение Твоите чеда, Владе, Дафина, Лери, Денис, Джайни, Джордж, Марая, Джаната, Никола, Саша, Йованка, Хелен, Стиви, Изабела, Лариса, Николас, Петър, Кети, Алекс, Стефания, Елизабета, спомни ги Господи за здравие и спасение Твоите чеда, Димитрий, Магдалена, Соня, Жарко, спомни ги Господи за здравие и спасение Твоите чеда, Новица, Йоце, Диана, Джаша, Благочев, Светлана, Натали, Йована, Кристофа, Радка, со фамилията, спомни ги Господи Крсте, Веста, Джесика, Джими, Наташа, Владо, Мара, сите оние што боледуваат и страдат, болните по болниците и по домовите, оние кои патуват по земја, вода и воздух, пеачите, благоукрасителите, Новосвет храм, Ѓорѓе Станика со фамилијата, Зоран со фамилијата, Марија со фамилијата, да ги спомни Господ Бог во царството Своje, постојано сега секогаш и во сите векови. За усопшите рабе Божи, блажено починатиот архиепископ Охридски Македонски Доситеј, митрополитот Методија, усопшите рабе Божи Силјан Донка, Ристо Будинка, Диljana, Борис, Сандра, Анđelko, Aco, Suzana, Билбил Доста, Ѓорѓе, Зафир, Клима, Анđа, Менка и сите оние кои починале со надеж за воскресение и вечен живот, да ги спомни Господ Бог во царството Своje, постојано сега секогаш и во сите векови. За душевно и телесно здравие и спасение, да помяне Господ Бог во царството Своje. Сите вас, вашите фамилии, вашите роднини, близки и пријатели,
za ovoj svet hram je za onih koji ne buvaju u Njego, suverena Božna sestra Božim, da se pomolime na Gospoda. Za da se izbavimo od svega skrbnja i opasnost, da se pomolime na Gospoda. Zaštiti, spasi, pomiluj, zapazili Bože su Tvojata, blagodat. Cijeli den da ne bude sovršen, sretni ili bezgrešen, prosime od Gospoda. Ангел на миру, верен наставник, пазител на нашите души и тела, просиме от Господа. Прошка и разрешување на гревовите и прегрешенијата наши, просиме от Господа. Се што е добро и полезно за нашите души и мир во светот, просиме од Господа. Останатото време од нашиот живот во мир и покајување да го завршиме, просиме од Господа. Христијански крај на нашиот живот, безболен, непоздравен, мирен и добар одговор на страшниот Христосот, просиме. Пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша, Богородица и секогаш Дева Марија, самите себе руке си од свој живот на Христа Бога да му го предадеме. По милосрдието на Твојот народен Син, со кого си благословен, со пресветниот благиот и животворниот Твој дух, постојано сега секогаш и во сите векови. Мир на сите вас.
Da zastaneme dobro, da zastaneme со страв да внимаваме, светиот принос во мир да го принесеме. Благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бога и Отца и општување на Светиот Дух да биде на сите вас. Горе да ги имаме срцата. Да му благодариме на Господа. Ангелите победната песна ја пеат, воспеват, воскликнуваат и говорат. Земете, јадете, ова е моето тело, кое се прекршува за вас за опростување на гревовите. Пите од неја сите, ова е мојата крв на новиот завет, која се пролива за вас и за мнозина, за опростување на гревовите. Твои од Твоите Тебе ти принесуваме од сите и за се. Господи, ти пресвети Бог,
sveta i beskrvna žrtva, u česni spomen na presvetata, prečista, preblagoslovena, slavna vladičica naša, Bogorodica i Svekoga Deva, Marija.
Hristijanski kraj na naš život, bezbolen, nepozdraven, vjeren i dobar odgovor, na strašno Hristo sud prosime. Otkako isprosim me dejstvo verata i zajednica sa Svetio Duh, samite sebe ne drugi sil na život, na Hrista Boga da mogu predademe. I udostoj me, Vladikom, slobodno i bez osuda da smeme da te povikuvame, tebe nebesnog Bog Otac i da izgovarame. Oče naš, iže jesi na nebese, da sjati sjajnja Tvoje, da pride carstvijem Tvoje, da bude volja Tvoja jako na nebesi i na zemlji. Hljeb naš nasušni daš nam dnes i ostavi nam dolgi naši, jako ženi ostavljaju dolnikom našim i ne vedi nas u iskušenje, no izbavi nas od lukavog. Zašto? Tvoje je carstvo, to je silata i slavata Oca, Sina i Svetio Duh, postojano se na sekoga živosite vekovi. Mir nasite vas. Glavite vaši priklonete gi pred Gospoda. Po blagodata i milosrdijeto i čovjekoljubijeto nedinorodno Tvoj Sin, so kogo si blagosloven, so presvetio, blagio ti životvornio Tvoj Duh, postojano se ga sekoga živosite vekovi. Pomene sjataja sjati.
Спаси ги Боже Твоите луѓе и благослови го Твоето наследство. Христос воскресе од мртвите, со смртта смртта победи, и на Тие во гробовите живот и даде. Благословен Бог наш. Христос воскресна мртвите, Со смртта ја победи и на оние во гробовите живот им даде. Христос воскресна мртвите, со смртта ја победи, и на оние во гробовите живот им даде. Постојано сега секогаш и во сите векови. Амин. Да е исполнена целоста наша хваление Твоего, Господи. Куда поем славу Твою, яко сподобил еси нам причаститися святым Твоим божественным, бессмертным и животворящим тайна. Соблюди нас во Твоей святыни
Со мир да изнесеме. На Господа да се помолиме. Господи, Ти кој ги благословуваш оние кои те благословуват и кој го светуваш оние кои се надеват на Тебе, спаси ги Твоите луѓе и благослови го Твоето наследство. Сочувај помотата на Твојата црква, свети ги оние кои любат убавината на Твојот дом. Ти прослави ги ни со Твојата божествена сила и настави на нас, кои се надеваме на Тебе, дарувай го мир на Твојот свет, на црквите Твои, на свештениците на Христолюбивата војска и на сите Твои луѓе, зашто секој добро давање и секој совршен дар од озгора, што следува од Тебе, Отецот на светините, Тебе слава и благоданост, и поклонување Ти вознесуваме на Отецот, Синот и Светиот Дух, постојано сега секогаш и во сите векови. Благословението Господово и милоста Негова да дојде на сите вас, постојано сега секогаш и во сите векови. Слава Тебе, Христе Боже, надеж наша, слава Ти. Христос е вистинскиот наш Бог, кој што воскресна од мртвите, по молитвите на својата пречиста и преблагословена мајка, по молитвите на светите праведни Боготец Јоаким и Јана, по молитвите на свети Кирил и Методија, по молитвите на преподобни Јован, свети маченик Јован Јанински, по молитвите на преподобни Теодор Трихин, свети апостол Захеј, чишто денес празник празнуваме по молитвите на светите свештеномаченици Јануари и други свети мачени Теодор и други, преподобни Теодор Сикиот и свети маченик Леонид, по молитвите на свети Јован Елецки, Прохор Чилски, Габриел Леставски, Јоаким Особовски, Лерон Мегленски, Нектар Агат Ангел Битовски, по молитвите на свети Саво, свештени свети Јордански, по молитвите на свети Теодосија Синаицки, свети Герасим Јордански, по молитвите на светата Марија Магдалина, Марија Египтјанка и сите свети, по молитвите на свети великомаченик Ѓорѓија Димитрија и сите свети да не помилуват и спасат, како благи човеколюбиви. По молитвите на сите свети Отци наши, Господи Исусе Христе Боже наш,
Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Денеска благочестиви христијани ги прославуваме жените мироносици кои го славиме подвидокот на оние кои непрестанно биле во подножието на крстот Христов, кои го следеле сето она што се правило со саканиот учител, кои ги делеле со него страдањата, кои помагале за неговото симнување од крстот, учествувале во неговото погребение и благодарејќи на нивната храброст станале први сведоци и проповедници на Христовото воскресение. Навистина е чуден подвигот на тие жени. Тие знаат дека на гробот има стража, која е поставена по барање на јудејските старешини. Знаат дека на гробот е поставена голема плоча, што тие не ќе можеле да ја подигнат, но тоа не ги забрало. Тие треба да го помажат Исусовото тело. Требат да исполнат својата должност кон Спасителот, да ја посведочат својата преданост кон Христа, земат мириси и храбро тргнувајќи кон Голгота. Таму е нивната мисла, таму ги влече срцето скршено од болка. Патем, тие се прашуваат, кој ќе го тргне каменот од гробот? И кога стаса, го наште гробот отворен. А ангелот им ја соопштил радосната вест: Христос воскресна. Таа храброст на жените, мироносици, која не познава никаква пречка, ми дава повод со вас да поразговарам за жената христијанка. Христос со своето учење донесол голема промена во целиот човечки живот. Допрел до се, очистил се, што било нечисто и донесол нов живот. И на жената Христос и донесол нов живот, бидејќи дотогаш во незнабожачкиот свет жената му била робинка на мажот. Дури грците и римјаните ја сметале жената за предмет со кој мажот може да располага како што сака. Може дури и да продаде на пазар како стока. При светлината на учењето Христос жената постанува учесничка паралелно со мажот на Царството Христово. Со воплотувањето на Спасителот жената постанува мајка на Бога Словото, почесна од херувимите и пославна од серафимите. Христос о жената ги симнал тешките окови и бидејќи не го сметал за понижување, жената ја нарече своја мајка. Во нејзиното лице ги воздигна сите жени, во бројот на неговите први соработници била и жената. Кога сите ученици се одрекле од Христа и се разбегале, жените останале верни до крстот и до крајот. Христијанството жените направило верен другар и соработник на мажот, радост и украс на семејството, предана мајка на своите деца, христијанска девојка, постанала предана служителка на општеството, милосрдна сестра во сите несреќи и случаи, па дури и незнабожците се прашувале: какви се тие жени христијанките? Со ова можеме да ја објасниме големата предаденост на жените мироносици, а исто така и големата ревност за првите христијанки за служење на Христа. Тие знаеле што значи робството на жената и се радувале со вистинската радост на ослободувањето
Челатите ги отстрануваат од нејзините раце, ги мачат, за да се одречат од Христа. И кога ќе останат непоколебливи, ги фрлаат во пламенот на огнот. Покрај мајката, христијанка, останало само едно дете, најмалото. Жената плаче, облејана е во солзи, но таа не плаче заради децата, таа плаче бидејќи се плаши најмалото детенце да не се одрече од Христа. Джелато го оттргнува и бидејќи се убедува во неговата цврстина, го фрла во пламенот на огнот. Тогаш мајката со песна приоѓа кон мачеглиштето, со молитви на устните и со очите упатени кон Бога, го полага својот живот за Христа. Не една илјадници жени постанале проповедници на Христовата наука и маченички за Христа. Дали денес имаме жени толку предадени за Христа? Има ли жени христијанки кои го носат достојно и место до Христово, кои живеат според неговите заповеди и ги учат другите за тоа? Христовите завети денес се заборавени. Денес жената е робинка на грижата околу телото, облеката, накитот, украсите. Модата е бог на денешната жена, на кој денес и се покорува жените без приговори, без размислувања. Никој денес не прашува дали е практично, удобно и дали е економично. Се прашува дали е модерно. Заради тоа еден германски философ модата ја нарекува страшен непријател кој ја одзема силата и здравието на многу жени и разорува многу семејства. Кога би можеле, вели понатаму филозофот, да ги одделиме половите од средствата што се трошат за да се задоволи модата на нашето добро, човештвото би постанало честито и среќно. Еден сопруг ги купил на жената ѓердан од бисери и скапоцен фустан од свила. Таа жена била суетна и многу се израдувала на подарокот. Но се случило нешто значајно. Ноќта сонила сон. Сонува дека е некаде далеко во студениот Сибир. Се било со снег покриено, страшен студ. Неколкумина сиромашни луѓе ја прекопуваат земјата, нешто бараат. Еден се наведнал и зел нешто. Таа во прстите укочени од зимата видела еден од украсените на својот фустан. Срцето ѝ се скрчило од болка. Пред очите се појавила друга слика. Топлото сонце свети, морето заблискува со своите бранови, бледи луѓе, овенати како сенки бараат бисери. Ете, еден се спушта во водата и излегува повторно, тргнува по брегот со школка во рацете, може би прасна. Тој е слаб, блед, едва и се држи на нозе. На лицето му се чита тага, одвај излегува на брегот, се фаќа за градите и паѓа на песокот. Од устата му потекнува крв. Во отворената рака жената видела едно од зрната бисери од својот ѓердан. Утрото станала суетна жена и го погледнала својот дар. Не е веќе убав како вчера. Нејзините убави бисери изгледаат како замрзнати соци, а блескавите украси по нејзиниот фустан како капки крв. Го фрлила ѓерданот настрана. Сватила дека нејзините украси не треба да бидат надворешни, во плетење на косата и во китење со злато и со скапоцени фустани, туку треба срцето да се украси како што е пред Бога
християни и християнки, честопати да се загледаме во скапоцените украси и свинелите фустани за кои трошиме многу пари. Да видиме дали не се испекани, извлекани со крв и пот. Да внесеме во стенкањето на измачените, но оние кои се трудат и на оптоварените и со нив да ги делиме нашите добра. Со тоа ќе му служиме на Христа, како мироносиците. Жените да засакат скромноста, таа најскапоцен украв за жената. Да се украсува со чистота, не со свила и со бисери, да се предадеме искрено на служба на Христа и смело да одиме кон доброто и вистината, кон Христа, да го воздигнеме високо знамето Христово и смело да го повикаме човештвото кон нов живот и нов виденови. Амин. Христос воскресе. И за многу години навистина воскресе. Нека Господ Бог на сите вас, на вашите фамилии, на вашите роднини, близки и пријатели ви подари здравје, живот, радост и весела за многу години. Благодарам. Сега дојдете си за